повторно една иста вистина. Не го знаеш текст? Не, го знам старо. Да, Почнува уште една вистина, но завршува како детска приказна. Тогаш бевме јас и ти, бевме непобедливи, но се смени се за час, немам право јас на нас. Чекай малце. Дојди овде. Брате, да на крај си имам да секаш Бог. Сакаш да се одмориш малце? Не, док има. Сакаш некој друг да пее? Не, бе. Ај, Валери, дојди. Ајде. Не, му е многу жешко. Есен во мене. Есен во мене? Да, уделен. Да познам? Да. Кој веќе нема прашува зошто тебе те нема во прагот од нашиот дом. Никој веќе не се јавува ниту во очи ме гледа, се плашат од погледот мој. Океј, тука сме. Дали може режија малце погласно тука микрофонот на Валери? Ви благодарам. Еу женашка. Сега пееш таа песна, али само тоновите. Не те осетив. Замижи, ово е твојот настап. Да видиме како ќе изгледаш на настап. Иди малце понатака со... океј, со кабелот. Можеш да трнеш овако, сакаш? Каков настап ќе имаш, кажи ми, Валери? Па, јас се замислувам така само да стоам. Добро, И пошто Сале само ќе ми свири, само на пијано сакам да биде. добро, одлично. Пијано придружба. И само да стоам така да пеам. И да бидат изгасени светла, само едно светло да има така вперено во мене. И тоа. Зашто се смееш? Е, па едно. Добро, сега тоа се надевам дека ќе има услови да го направат тоа. Али како и да е, можеш да имаш имагинација и да се гледаш негде далеко. Да речеш сакам ова, сакам тоа. Ако не повораш, никој нема ти дае. Ке пееме? Да. Намерно вака ти дам само интонација за да можеш да почнеш. Никој веќе не ме прашува зошто тебе те нема во прагот од нашиот дом. Никој веќе не се јавува ниту во очи ме гледа, се плашат од погледот мој. Лист по лист, ден за ден, жолто море, нигде брег. Лист по лист, ден. Ајде женашка. Ајде строфа. Ајде пеј. Никој веќе не ме прашува зошто тебе те нема во прагот од нашиот дом. Никој веќе не се јавува ниту во очи ме гледа, се плашат од погледот мој. Лист по лист, ден за ден, жолто море, мирен брег. Лист по лист, ден за ден, ветар благ над прозорец. Есен во мене чекам, а знам кај друга си ти, а сепак си сам. Есен во мене, море без брег, тонам без стив во мојот нов свет. Малце беше фалш. Есен во мене. Така, ајде женашка, рефренот. Есен во мене чекам, а знам кај друга си ти, а сепак
пак си сам. Есен во мене, море без брег, тонам без див во мојот нов свет. Есен во мене, ти без глас, секој твој грев го празнувам јас. Есен во мене, есен во мене, а ти каде си? Тука можеш да импровизираш, да пробаш. Нека свирам, а ти импровизирај. Одма. Пеј. Тоа беше. И строфа. Никој ќе не ми верува кога за тебе зборам и лажно се смеам на глас. Среќа што на сама себе си должам повеќе време пред се да не искупам. Лист по лист, ден за ден, жолто море, нигде брег. Лист по лист, ден за ден, ветар благ над прозорец. Есен во мене, чекам, а знам, кај друга си ти, а сепак си сам. Есен во мене, море без брег, тонам без див во мојот нов свет. Есен во мене, чекам, а знам, кај друга си ти, а сепак си сам. Добро, поред. Сега вие, пошто ова е реално шоу, дај да бидеме реални, за да ја помогнеме на Валери. Да почнеме од Алмир. Ке кажев Боки. Да почнеме од Алмир. Ете, што да кажеш, ти си жири комисија се. Аха, како жири. Ајде да видиме, како ќе оцениш ти неа? Па, значи многу точно интонацијски, на некои делови малце несигурно. Многу повеќе емоција, скоро, мислам, многу повеќе емоција треба да дадеш, затоа што ја мислам дека повеќе пазеше да испееш точно, да текстот да го испееш точно, а емоција не даде, пошто се смееше низ песната. Да беше Валери, што ја знам Валери, ќе почнеше да тресе со главата и со раците вака да прави. Да. И микрофонот вака ќе го држеш. Тоа јас мислам. Дали се слагаш? Да. На микрофон. Да. Океј, супер. Толку е? Па да. Океј, да преминеме на Стефан. Да му оставнеш. Сам мојот колега. Да му оставнеш. Не најажи пењето, ама не емоцијата. Не видов дека нигде не се насмеа колега Валери. Ја мислам дека ти си една од идните најголеми македонски звезди на естрадава, драга моја Валери. Како јас не го И пееш перфектно, ти треба малку интонацијски да се многу не сум слушал. Не, само интонацијски малку да поработиш, емоцијата имаш во тебе. Ама Се не е свиеше како, испушно. па ја мислам дека е испушно. Ја мислам дека е испушно. Да, мислам дека Валери... Може и повеќе, да, може и повеќе, но светам дека ја испушти. Валери кога пее, успеваш сите да ги наполни со солз. Да. Кога пее стварно. Мене ми се свигаше Ова сега многу пазеш. За проба беше доволна емоција, а за настап знам дека ќе разбереш. Ја мислам дека треба исто како на настап да пее. Па, Па пошто настап е сцена, реков нели? ова е прва проба. Абе, добро, проба прва е, добро, тоа во ред. Треба да си Ако има е така, ја разбирање. шеташ нека. Да дадеме збор на Марија. Може да. Не се согласувам со мојот колега. Да. Имаше
малку дистонации во последниот рефрен. На дикција исто така поработиш, иако јас не сум најкомпетентна тоа да го кажувам, баш за кога ќе пееме македонски песни, ама мора да си помагам Само едни. тоа е твоето мислење. Да, и за мене истото важи, за кој јас ќе пеам. И мислам дека можеше малку повеќе да дадеш во делот каде што треба да се импровизира. Знаеш како вика, ако немаш нешто паметно да кажеш, подобро да ќутиш. Игор Джамбал. У принцип е многу лошо да дадеш некое мислење кое што тотално може да биде аут на пеач. Знаеш, уствари што се пеачите? Пеачите се едни многу кревки суштества кои што многу брзо губат самодоверба. И некој да им каже нешто, онака малце да ги пецне, тоа што не сака да го чујат, ома паѓа до депресија. Така ли е, Михова? Се сложувам. Сакаш да кажеш нешто околу тоа? Колко е? Па околу ова што се сложуваш. Да, се сложувам. Например, како се сложуваш? Кажи само Марија не паѓа у депресија. Да, само Марио тук не прилог. Не, јас се слагам со тоа, ние стварно пеачите паѓаме брзо Да, депресија. во принцип, знаеш, ако имате некое мислење, треба да имате и факти за тоа мислење, што ќе го кажете. Знаеш, сега, например, ти кажеш, имаше некои дистонации и слично, така? Дистонации, што значи дистонации? Дистонираше на некои тонови. Да. Значи, дистонираше тоа значи дека идеш на нешто потивко, тоест Пониско. пониско или повисоко, така? Пониско. Тоа се тие дистонации. Така, тоа значи дистонација. Океј. Значи, она имаше дистонација на последниот рефрен. Последно или предпоследно? Мислам. Знам дека на рефрен беше. Добро, океј. Марија, ти? Јас мене окей ми звучеше. Ова е една од подобрите песни што си можела да ги избереш од Елена и баш ти одговара нели на твојот вокал го издржа до крај како што треба. Јас не слушнав некои страшни дистонации, фалшни. Се на се ми фалеше само емоција која во недела ќе треба да ја дадеш, за да ги освоиш сите. Александра? Мене не се свиеше, само малце така да пазиш на дикција. Сакаш ти дам шанса сега да ги порекнеш? Ајде. Ајде, сакаш од рефренот само, може? Да не бидеме досадни. Има простори за другите. Рефрен. Есен во мене чекам, а знам ке друга си ти, а сепак си сам. Есен во мене море без брег, тонам без ти во мојот нов свет. Може сега ти кажам што ти треба? Ти треба само концентрација, да бидеш присутна таму кај што ќе бидеш и ти фали емоција во песната. Сега само треба да научиш песната убаво, да го знаеш текстот на памет, да знаеш однапред што следува во текстот, а не да мислиш што треба да дојде. За да бидеш спремна за тоа. Да бидеш спремна со емоцијата како треба да се наместиш понатака, динамика и слично. Значи, една песна, за да биде добра, треба да има динамика. Така, да има дикција, да има емоција, да има чисти тонови, да има убави украси, вибрато и слично. Така, и убава боја пред се. Ти имаш убава боја, точно знаеш кај да ја насочиш. Само да се сконцентрираш, ако треба замижи и отпеа песната. Ја мислам дека треба да даме една аплауз. Кој сака да биде друг? Ти сакаш, ајде. Аз да бирам. Ајде, уствари да бирај ти. Да бирам се. Ајде. На кого му го предаваш микрофонот? Ајде, Марија. Ајде, Марија. Која песна ќе ја пеете вие? Млада господице. Ти си тој.
Браво за храбрене. Ангел мой, премногу те сакам, за тебе се би дала. Ме чуваш ко да си ангел мой, те најдов тебе љубов моја, сигурна сум дека ти си тој. Ау, шенашка. Верувај, премногу те сакам, за тебе се би дала, ме чуваш ко да си ангел мој, ангел мој. Чекај. Што беше погрешно овде? Марија, одма реагирај. Што беше погрешно овде? Земи микрофонот и разговарај. Многу се дерам. Да, значи, дисциплина на микрофон. Тоа се вика дисциплина на микрофон. Ај уште нешка, да видиме кај до кога ќе грешиш. 2, 3, 5. Извини, те прекинам, мислам Да? дека малку е пониска. Сакаш пониско? Океј. Ти си тоа што ме тера. Ова можам да го испеам, а како што оригиналот треба да си. Те сакам, за тебе се би дала, ме чуваш ко да си ангел мој, ангел мој, те најдов тебе љубов моја, сигурна сум дека ти си тој. Океј. Има овде емоција, нешто ме погаѓа, кога ќе викне рефрен, експресија, да има нешто? Не. Значи идеме повисоко, така? Те сакам, за тебе се би дала, ме Океј. чуваш. Значи, ако гледаш дека дисторзираш, ако слушаш, дека дисторзираш, значи нешто не е во ред. Значи микрофонот ќе треба да го повлечеш малце. Така? Треба да се наштимаш самата. Значи не е само да се наштимаш интонативно, туку и динамички. Океј? Те сакам, за тебе се би дала, ме чуваш ко да си ангел мој, ангел мој, те најдов тебе љубов моја, сигурна сум веќе ти си тој. Ајде, женашка. Верувај, премногу те сакам, за тебе се би дала, ме чуваш ко да си ангел мој, ангел мој, те најдов тебе љубов моја, сигурна сум дека ти си тој. Да оцениме одма? Јас сакам и строфа да слушам. Ајде. Ти си тој што ме тера да се враќам од сите кога бегам, тука си. Ти си тој толку добро, јас те сваќам, полюшиш секој љубовен зид, моите соништа, твои патишта. Ти си тој што со очи будиш пламен и поубав го правиш овој град. Ти Ајде, си Марија. тој што со нежност топиш камен, по тебе душо чувствувам глад, се ќе направам да те зачувам. Ова срце најде лек, ке те љубам еден век,
секој ден и секој час да те гледам, да те Чекай малце. Не си сама. Не можам 3 сата те пратам, те тегнам. Па мора да има некои правила, мора да има темпо, мора да има 1, 2, 3, 4. Не може да биде 1, 2... И да те пратам цело време и те тегнам и пробувам да идеш малце да се разбираме, ама не се разбираме. Мора да има ритам. Строфа. Идеме. Ти си тој што ме тера да се враќам од сите кога бегам, тука си. Ти си тој толку добро, јас те сваќам, ко рушиш секој љубовен зид. Моите соништа, твои патишта. Ти си тој што во очи губиш промен и поубав го правиш овој град. Ти си тој што со нежност топиш камен, по тебе душо чувствувам глад. Се ќе направам да те зачувам. И... Ова срце најделек, ке те љубам еден век, секој ден и секој час да те гледам, да те милувам јас. Никаков грев во мојот свет, верувај, премногу те сакам, за тебе се би дала, ме чуваш ко да си ангел мој, те најдов тебе љубов моја, сигурна сум веќе ти си тој. Да те цениме. Ајде. Дечки, бидете реални. Ја имам замерка. Бидете реални. Скроз. Пак да почнам јас? Да, помолен те. Сега, пак ќе ти го кажам истото како на Валери, пеете без емоција некако. Микрофонот види како ти е наместен? Да, Океј. Дали може едно цигарче да добијам? Ја ме фати криза. сите се таму. Зошто велика Ма нема празни, само Имам тенки. трпение, али... Само тенки. Само тенки. Овде. Да, има и други. Има? Тоа се сите. Нема празни пакали. Океј. Идеме. Роберт, Ова е само моје мислење, значи јас Ама не знам. зашто твое Па мислење не, не се па, моје плаши, мислење. ајде кажи си слободно. Моје мислење. Мислам дека како и претходно кај Валери не давате доволно емоции на песните. Можеби вие ги чувствувате песните, ама тоа некако не се одразува на нас. Пошто јас те слушам како пееш и ми се свиѓа само техниката. Ама нема емоции. И тоа е една работа. Втора работа е мораш да работиш на текстот, да го знаеш. Ти го знаеше текстот до преска, сега не знам, можда дека го знаеш, сега не го знаеш. Па ти ја подсети на еден дел. Па добро сега, јас сакам да кажам, тоа е моје мислење. Ако бе раскарајте се, што нема врска. Ако имате ако- факти, Добро, на Стефан се мој убаво. Имаш убаво април. Што не беше убаво да? мораш да пазиш со микрофонот. Сигурно пееш со микрофон и по други места, не само тука. И кога веќе знаеш да се понашаш со микрофонот, тогаш прави го тоа професионално. Гледаш дека колку пати знаеш, пошто ја пат до звучник тука седам, многу некако микрофон кај што само се изремна на телевизија. Настап нема потреба да се крива микрофонот нагоре на. Туку може да се пее директно. да, ама за она да се слуша и за да и биде Телевизиски. убаво, тебе ако ти е пријатно да пееш со микрофон за никаде, тогаш окей. Не, на настап се слуша телевизиски перфектно. На телевизија, да, ама она не се слуша на телевизија. Она на мониторинг треба све да слуша. Дали Она треба убаво да се слуша за ти која ќе запееш, убаво да ти биде. Пееш, ако сакаш ти во тон да извадиш, и тоа да се слуша.
Што го разбра него сега? Ништо. Што ти кажеш? Значи јас си кажувам дека треба да пази со микрофонот и дека треба многу повеќе емоција зашто не пееш некоја песна што Океј, бебитов океј, мака Марија. разчешлам. Разбрав. Што? Дека треба да работам, тоест да пазам на микрофонот и да дадам повеќе емоција. А како би пазела на микрофонот? Па добро сам, ова малцички, да. Тој там, мислам, на други места никогаш не ми прави. Како искра да... Али ако некој се најдам во ваква ситуација, ќе пазам. Види, у принцип, вие ваков микрофон да ги видите ќе се радувате. Да. И да ќе се радуваме да... А, у принцип, овој микрофон е само сув, значи нема реверб, нема дилеј, едноставно наместени се тие фреквенции, високи, средни и ниски. Ако ти добро звучиш на ваков микрофон, ќе звучиш на секој микрофон. Ако знаеш дисциплина на микрофон, знаеш што е дисциплина на микрофон? Уствари, што значи тоа дисциплина на микрофон? Како да управувам со него? И може да ми дадеш некој пример? Што е тоа дисциплина на микрофон? Например, кога ќе пеам погласно, да го тргнам понацет микрофонот, кога ќе пеам потивко или по-ниски тонови, да го доближам микрофонот до устата. Зошто? За подобро да звучи. Ама тој може да ти звучи и за динамика исто микрофонот многу. Заради динамика е тоа. Знаеш, например, кога ќе дојдат повисоки тонови, ако ти викаш дека на строфите ќе го доближиш микрофонот за да се слушаш подобро, нели, заради ниските тонови, не можеш тука да го држиш микрофон и да пееш. Така? Ќе треба да биде поблиску. Ама и тоа треба да биде многу внимателно, затоа што колку е поблиску микрофонот до устата. Еве, например, ако јас сега ова е микрофонот и го ставам на уста, изборам како си Марија добра си, С-то, не искача С-то, гледаш, не искача С, сега искача С. Значи мора да има мал простор. И кога има такви моменти на ниски тонови, каде што треба потивко, тоест потивко, поблиску да го донесеш микрофонот. И тука треба да има некоја дистанца. А поготово на високи тонови. Сакаш да го докажеш тоа сега дека го научи? Сакаш да го покажеш тоа во пример? Може. Ајде пробаме. Идеме. Рефрен. Верувај, премногу те сакам, за тебе се би дала, ме чуваш ко да си ангел мој, ангел мој. Те најдов тебе, љубов моја, сигурна сум веќе ти си. Ај са динамично. Верувај, премногу те сакам, за тебе се би дала, ме чуваш ко да си ангел мој, ангел мој. Те најдов тебе, љубов моја, сигурна сум веќе ти си тоа. Браво. Добро, Марио, ти треба да ја оцениш. Не сум заспан. Се разбудив се, добро. А? Аха. Мене ми звучеше окей. Фалшеви дистонации, тоа така натаму, тие технички нека грешки немаше. Емоции. Чекај, исто Стефан ти така суфлира нешто. Што му суфлираш цело време? Што сакаш да му кажеш? Дистонации немало дистонации. Само што кажав дека немаш. Чекај, имаш или немаш? Па прво отвори си ги ушите, чечка ќе за уши имаш ове. Дикција малку. Ке ти кажам на час. Ја да кажам сакам. Ајде кажи. Ја на Марија цело време ми кажувам дека мене многу ми смета кај неа. С тебе шо окей, тоа супер се, а мене многу ми смета тоа чуваш, што... Да, имаш ше. Битолски има тоа. Да. Па не знам дали е па што. Не знам дали е битолски, ама некако... Тоа е тоа преска Пре ми учиш. сакала да ја чуваш, што... Сам да не, што, чуваш.
Ти се осеќаш дека имаш... И од Димитар кога ја пееш на минатата гал песната, исто ти реков. Која песна пееше на Димитар? Гледај ме во очи. Гледај ме во очи. Ај, отпеа? Гледај ме во очи, ако сакаш нешто, сакај ме ти, тоа не е тешко. Тешко. Гледај ме во очи, ако сакаш нешто, сакај ме ти, тоа не е тешко. Гледај ме во очи, ке ти кажам нешто, остани со мене ти, не оди си. Ау, женашка. И... Гледај ме во очи, ако Очи. 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 Така, не додавај. Ау, женашка. Гледај ме во очи, ако сакаш нешто, сакај ме ти, тоа не е тешко. Гледај ме во очи, ке ти кажам нешто, остани со мене ти, не оди си. Добро, окей. Да те одмориме те малце? Окей. Кој сака друг да пее? Ајде. Ти сакаш да пееш? Ајде. И јас сакав. Окей. Михова. Ти? Јас ке пеам од Ваја Кондиос, не и мама. Добро, нема да пееш тоа сега, нема да го свирам тоа. Добро. Туку сега, ти кажеш дека идеш на настапи, дека имаш репертоар. Да. Можеш да ми набориш сега 10 песни? Да. Ајде. Ваја Кондиос, не и мама. Окей, таа се спаси сега, добро. Од Ваја Кондиос пеам уште едната... Се уште некој нана за Гали да ќе ги спомиња? Не. Добро. Girls Don't Cry for Louis. Пеам Give Me One Reason. Hit the Road Jack. Suspicious Minds. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. Окей, супер. Оваа песна ми се допаѓа. Може да пеам, тоа да свириме сега. Али нема да бидеш вака стегната. Да, окей. Сакам да ми одглумиш песната. Оваа песна има приказна. Окей? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, no woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. But I guess Stevie, you said so. I'm gonna have to pick my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Добро, ми се допаѓа ова. Немам коментар. Сакате да оценувате на оваа песна? Не, немаме Немам коментар, шуто. Добро, малце. Немам коментар нешто. Добро, малце се раздвижи. Морам да бидам искрен. Да, мака малце кукчиња лево, малце десно. Дали ја знаеш оваа песна? Очу на час да ти признам. Ми само
Марија, ти ги знаеш овие. Од кај па ја ги знам. Мариче, ти ја знаеш? Само едно желју. Ја можам од Стоја Бела Циганка. Стварно таа ја знам. Само да доживим то. И добро. Ако ти ја побарат оваа песна, ќе ја пееш ли? На свирка? Да. Па ја немам, ама и да ја имам, не знам дали би. Али дали би ја пеела? Прашај. Доаѓа тип, ти вика... Девојко, ти 100 евра, сакам оваа песна да отпееш. Бе пеел. Па ајде отпеа. А само толку знам. Кажи ни. Очу ночес да ти... Hoću noćas da ti priznam. Ама, со убави трилери со све. Значи, не глумиме. Hoću noćas da ti priznam. Veruj mi samo. Nekako znam tekst. И рефрен. Samo. Ti kao meni, samo da doživim to. Океј, значи би пеела и народно, така? Дали ја знаеш ова? Ајде, слушај. Кажеш Вењо. Не знам баш šta, ne znam. Сигурно ја знаеш. Ај пробај. Пробај. Ја ќе ти ја свирам. Galeš, bre, anjo. Ај помогнете. Стани. Со неа. Стани со неа. Ja znam pesната, ама не го знам. Ај заедно. 3. Ајде, слушај, калеш, бре анјо, што там мора свири. Тамбурата свири, калеш, бре анјо. Ана, млада, Кој ви звучеше како труба се овде? Ја. Во народна песна не може да звучиш како труба, драмен тон. Нема. Мора да има топлина, мора нешто да го да замаскираш, нешто да направиш. Сакате нешто друго да правиме? Ајде. Например, што? Светлана, Марио, ајде. Од Цеца? Интересно вас народно. Ајде. Јуца. Стани ти нарачаме на песна да ја пееш. Била први пут. Ајде. Чекај, само Јуца, како беше кукавица? Уствари не. Не Цеца, кај Цеца. Уствари не Белград. Знам. Ајде, пеј.
Znam za jedan grad. Čekaj, daj mi intonacije neko. Ponesi. Zove se Beograd, znam ime, al ga ne spominjem, znam, znam. Не го знам, ајде некој друго. Супер. Не, намерно ви правам вака, затоа што утре некој ќе ви нарача ваква песна, сигурно. Не би пеел. Пошто сигурно ќе заглавите на такви места. Бела цига. Каде што ќе дојдат и ќе ви прават вака, кај си братче, супер е, од цеца она вторена. Ќе Вторана? треба да се снајде. Ма вајда таблет ќе имаме. Добар бакшиш, зашто да не би пеела? Не Па би пеел? добро, еве, Бе. кукавица, 200 евра на маса. Kukavica, nisam znala da si takva kukavica. Sa mnom spavaš, druga ti je nesanica. Boli se da priznaš to, kukavica. Ајде бе. Nisam znala. Da si kukavica, sa mnom spavaš, druga ti je nesanica. Bojiš se da priznaš to. Друга, Ајде сега друга да од седнеме да цецата. правиме еден муабет, луѓе. Многу е битен овој муабет. Што треба да го направиме сега. Ајде. Марија пее, како ја пееше твојата песна? На крајот. Ја се сеќам, уште меѓу првите денови, кога почна шоуто, тука сте сеќаме, следите? Уште кога почна шоуто, јас се симнав, тоа дојдов тука, не се појавил шоуто, него се симнавме доле, за да разговараме сите посебно. Кој беше со мене? Јас. Ти не стигна, пошто тогаш не знам што Јас беше. Марија Ти не беше? Ја бев. Стефан, ти беше, така? Ти, Михова, вие бевте. Океј, што разговаравме, се сеќавате? Да. Што? Може полјач? Еве ти го. Како се сноѓаве, кои ни се плановите? Значи, уште day first, Да. јас дојдов и не прашав. Што после ова? Нешто после ова. И не праша што. Него што ги правите у шоуто? Дали Да, и знаете што ќе што е правиме ова? шоуто и да. Како мали совети така. Деца, дај бе, разбудете се, а ова. Ви се спие? Не. Да си ода? Не. И па што е тогаш? Ја разговарај. Одамна беше тоа? Сега? Беше 61. Колку? Не. 61 ден сте тука? Да. 60. Дечки, како издржувате? Топни. Само се доживува. Да. Баш така. Многу бог. Сакаш преспи вечер утре да видиш. Не, сега, Подружени се да сам вежбаме. морам да кажам нешто, дека уствари како издржувате вие, луѓе, кога мораме да сватиме дека сите ние имаме физиолошки потреби. А па имаме вец. Знаеш. Имаме вец, десна рака да е жива и здрава. Така. Ама Десанка, знаеш дека му била девојка на секој прва му била? Да. Десанка Шакич, прва љубов, нема да говорам. Шакич. Зашто? Ја не знам зашто тоа е толку смешно и зашто никој не каже еве Да, бе, не е табу лошо тема, ми е мене, окей. не се снаоѓам. Ворете. Па кажам како се снаоѓам жена. Никола. Први 10 дена од овие неонки камери немав ерекција. Се нервира, викам доктор, дајте ми нешто ми се дешава. Јас сум човек што константно си има. После 10 дена ерекција имам све кул и викам ќе издржам да видам колку и пројде дека 30 дена и морав да Санка Шаки. Ја викнав. Ми донесе од продукција и заврши. Михова, ти имаш Само некој Стефан да проблем таков? Знаеш дека не е искусен детето, пошто го прашуваш. Мирно дете си, остави го. Остави го на врата. Стефан, Мирно дете. Се шалим, мора. Што дали станем? Таков проблем, Михова, какво, што Па имаш? имам. Нормално дека имам. Кој проблем имаш, бе, Александр? Многу цензура вечер.
вечера. Нема Па не тешко е, цензура. реално, сега да не губиме. 61 ден. Живи луѓе сме, така. Нели? Да. Ти фали Дечко. некоја особа X? Да. XXX. Да. Фали. Добро, окей, ајде ќе направиме нешто да се избориш за тоа, да го освоиш тоа како награда. Да? Дали би го направила ти тоа? Значи, дали би направила се за да бидеш, еве да речеме, еден час со таа X особа, која Каде? што ти не кажеш. Па не знам каде, препоставам. Па не, ако е надвор од куќева, од овие све камери тука, рефлектори, да, бла бла, горе, да, секако. Аз съм за Михо. Ако е тука, Ако е тука, пак издржиш. па да, ќе издржам. Окей, утре да ви донесеме некој манекена онака, преубав дечко, презгоден, да ви продефилира тука, онака да ви помине. Како би реагирале и Валери тебе? Сигурно ќе бидам ваква. Мртва ладна. Не, јас манекени не сакам. Добро, какви типови сакаш ти, Валери? Не, некој со долга коса. Татовирани со бради. Нормален. Не сакам мускули, не сакам така да... Нормално е веќе. Па добро, ја не сакам многу мускулен. Така сакам Индивидуално. нормален, со долга коса, тоа ми е стандард. Со долга коса сакам, татуаж обавезно да има. И тоа... Црн. Да биде црномаѓаст, Да. да има татоважи и да долга коса. биде... И да има долга коса. Долга. А брадичка? Не. И тоа тебе ти е доволно, така? Ти ќе бидеш многу среќна. Да. Ќе најдеш дечко кој што ќе му е пореснеш косата или ќе му ставиме перика и ќе го решиме тој проблем. Или ќе се офарба? Или ќе си Потоа статуира? ќе го истатовираме и што требаше друго? Да се офарба. Толку, така? Па тогаш одма ќе најдеме. Има некој кандидат за Валери, тој што има некој коса Нека пише на црномаја. Facebook во инбокс. Јас Нека знам пише. еден таков, што може одма да дојде. Кој? Иле. Валери ќе Јавно дојде да ќе кажам гледа сега. дома и брат ми ќе остави. Јавно ли да кажам А сега? Валери, тоа е пресудно за тебе, така? Не. Не е пресудно, али... Тоа е првиот физички изглед кој што ти сакаш да го видиш, така? Да. Дуѓа да се договориме, брат ми почна долга коса да пушта. За Валери. Црномаја? Црно мај, не е црно мајонез, тоа е малце поинако. Значи, ја ти Ето реков, важно брат, ќе си ти треба напред да и па почека не После првиот Ома, брак ќе со го Валери. добиваме. Така, Така, Валери. Значи, брат му ќе мора да почека после првиот мој брак со Валери. Стефана, Абе, што ја ти резервирам два сата. Стефана, што ти ќе направиш ако манекенка влез? Тоа се. Е, браво. Тогаш не знам што би правил. Ајде. Али сепак во име на кариерата ќе трпам. Која кариера? До крајот на животот ќе трпам. Во име на кариерата. Иначе само да кажам дека после завршување на овие 100 дена на реалново шоу се почнува ново реално шоу кое би требало да трае отприлика 2 недели и ќе се вика свадба. колку са? Не си нормален. Требаше не да откриеме, доста беше, значи направивме сите Не, јас планови. сакам. Роки е кум, Кој е кум? Готово. Свадбата ја отвараат Не, не, не. Кој отвараше свадбата, Горан и кажи? Васка, ја затвара Зој. Зој, да. Јас сум, што, модератор. да, ти беше модератор. Јас сум после музичар да ти кажам. Јас сакам да го прашам Роки како би се снаоѓал на куќева 61 ден. Стварно, Без не ме ништо. И одзема од рекламата на шоуто, бре. Ќе продолжам после. Да бидам искрен, не знам како, али сигурно би имал некој план. Зошто би влегол и што би правил тука, пред да влезам. Да тоа ве прашав уште првиот ден. Дечки, знаете ли вие што правите? Кај се пријавивте? Што ќе се случува овде? Што е тоа реално шоу? Дали имате повеќе од 5 песни да ми кажете и слично? Вие сега да ве прашам ништо пак не знаете. Омилен пеач, пеачка, група, песна, Книга. стил, книга и слично. Значи, први мора основните работи да ги знаете, за после да знаете зошто, односно вие се уште као да нема смисла зашто сте вие овде. Така некако осеќам. Затоа и тоа ќе помине и утре ќе биде... Што бе, абе? Стефан има Скарајте се, бе, скарајте се, ајде. Не. Ви дозволам да се скарате, ајде. Стефан има Комуницирајте. проблем со Значи, што ви?
Стефан има проблем со сите останали. Ако не се кара со Марио, Стефан има проблем сам со себе. Прво се кара со мене. И ако не зачудиш, ке те убијам. Чекај ја да објаснам дете. Не, значи да се разбереме, јас не се карам, јас не се карам. Ти Марио денеска се скари со Валери, со Мари и со Михова. Да се разбереме, немој да ми фрлуваш лично на мене некој работа. Ја на Михова ја убеду, ја да се докажам, ја не смеш да ми упаѓаш во збор. Јас Михова ја убедувам дека треба да останам дека 100 дена, зашто треба кога излезе од тука да биде звезда, да биде позната и да има успешна кариера и убава кариера. За да бидеш звезда не треба да излезеш од овде, него години и години да ја градиш, да го градиш статус. Да почне да го гради падот назад, а не да излезе сега, не да излезе Откако Зои излезе и се напна на Мија. Откако Мија излезе, ми се напна на мене, цел ден се караше. Откако ја престанав да се расправам, после да со Валери, па сега со Михова и уште Алмир и Марија, тоа стана добро со Алмир и порано знаеше да се скараше со него. Значи денеска Марија и сведок дека ти цел се кара со Михова, со Валери и со Марија. Значи ти Стефан камења да почне да пајат овде у собата, ти ке седиш и ке викаш лабаво екипо, Па тоа ме нервира, тоа ме нервира. Значи мора во цело црнило да се најде бела тачка. Мора. ти па што збориш да успееме да стигнеме сите до крај, да успееме во ова што го правиме и да излеземе со кренати глави од ова шоу. Тоа ми е целта што го зборам ја цело време. Добро, и ти не треба да претераш. Па ако продолжиш вака да урлакаш усред лајв, ке не можеш со крената глава. Ја не се убацив, јас само знам дека Михова се убаци. Извини. По што се убацила? Што ми рече чекај Стефан. Стефан, имаш ти добар план? Стефан нема план. Спонтан. Кажи ми го. Се расправа. Ја имам за 2, 4, 6 и 8, 2, 4, 6, 8, 10 години. План. За 10 години имаш план. Од сега за 10 години. Па не можеш да утре Не, значи желба е тоа, не е план. Абе, добро, окей. Нек да се стремиш. Сакаш нешто да постигнеш. Зашто се смееш? За 10 години. Кај се гледаш 10 години? Ројал Алберт Хол. Као ги стигнеш? Тука е прашањето. Пешки. За 10 години. Па јас сакам да идам на Марс. Значи не се, тука ќе ми треба помош, не знам, ќе видиме тоа. Значи ја реков да излеземе од шоуво, да видиме кај сме, што сме, како сме, па после ќе може да ги правиме сите тие планови што ги имаме во глава. А сега за сега се уште не може да ги правиме плановите. Планов за шоуто? Види, патот до успехот е само чекор по чекор, така е. Ама ти не го знаеш првиот чекор за како да Видимо на стигнеш сметката, бе. до тоа. Првиот чекор е шоуто. Нема насмет. Добро, браво. Друго? Вториот чекор, Излегување. добар хит. А како до тоа ќе видиме? Не, ја морам да ви кажам нешто, дека нормално е продуцентите да се јават кога има пеачи, кога има реално шоу и да сакаат да работат со вас. Дали вие знаете што треба да направите и каков однос треба да имате кон продуцент? Што треба да направите со него? Може јас да ти одговорам? Сакам, да. Јас сум човек кој што сака да чуе мислења. Ке ми стае некој вино, извинете? Јас сум човек кој што сака да слушне секогаш другата страна што има да каже. Сакам да слушам. Добро. Така учам. Секако ќе го испочитувам и ќе сакам да поразговараме многу по-конкретно зашто се работи и како се работи, кога веќе некој ми се јави. И кога би бил тој разговор би го водел сигурно очи во очи, не преку телефон. Би сакам да го гледам човекот додека ми зборува. И секако би слушнал каква идеја има и каква замисла има. Меѓутоа, и јас морам да имам некоја замисла и идеја како сето сакам јас тоа да изгледа и дали можам јас тоа, дали се пронаоѓам себе си во неговиот план. И кога јас ќе се замислам, он додека зборува ја можам да се замислувам. Он зборува, ја замислувам како тоа изгледа цело време. Јас ако можам да се најдам себе си таму, тогаш би можел да работам. Океј, дали Алмир кажа нешто конкретно? Не. Дали го разбравте? Не разбрав. Ти падна малце со виното, океј, немој да пиеш вино.
Не сум паднал да го мислам. Ја мислам на Чекаш што го направиш, што не ми избор пред мене да вежбам, уште ми е криво и не можам да се совзам. А до тој момент бев хепи. Али цел ден ми се одмаздува. Валери? И да. Сам докажеш дека Затоа што и се дере, она наредена садови да ми е и она ги остави пола садови и ја нешто се Не ги развика. оставив пола садови, тоа не веќе ме Нема Кој се смисла. карал денес? Добро, само може да се докажам. Кој се карал денес? Фала многу. Проблемот е што сега те ми прашат како треба да се понашаш, ја ти кажав во едно однос кога некој ќе би те побара. Да. А сите други работи, ако има подпрашања, као на пример веќе во студио или текст или музика со таков бит и така натаму, тоа е веќе нешто сосема друго. Ова збориме грубо за еден представување. Те разбирам, малку че сакаш да ми кажеш, ама нешто друго зборам ја. Па тоа може да се свати. Некогаш си бил до сега во студио? Да. И што се случувало таму? Како објасни го тој еден ден таму, како што се случило таму, каква е таа енергија? Па јас имам пеено пратеч во Кали. Добро, ке Дарко препоставам? Да. Браво. И искрено не е лесно, морам да кажам, прво е многу тешко, затоа што треба да направиш нешто што се очекува од тебе, а ти не ни знаеш дали можеш. И уствари на крајот гледаш дека можеш, ако некој ти даде вистинска сила за тоа да го направиш, затоа што ти не си свесен дека имаш тоа во тебе. И Амир, ти си работел со Дарко Димитров, така? Океј, како стапи до Дарко? па бев на аудиција на М2 Добро. и веднаш после аудицијата ме побара да снимаме во студио како пратеч вокал и така, дојде до тоа. И ми се јави, отидов. За која песна пееше пратечки, знаеш? Прво пеев на Ермал, Фезулахо, Добро. од Косово, после на Марија Шерифович пеев. Што збориш? Која песна? Било би ти боле и 101. Браво. Значи ти си во бек вокалите? Да. Кој глас го пееш? Унис пееш или некој друг глас пееш? Пеам и унис, и терца, и импровизации, Што збориш? и фалсети, да. Браво. И како со Дарко, кажи ми? Па многу убаво искуство, јас се сеќавам на едно нешто. Мислам највеќе што ми остави впечаток, 17 минути 2 збора што ги пее. И цело време. Те враќаше Дарко? Да, замислете си 17 минути 2 збора да пеете. Колку пати може да ги спеете во 17 минути тие 2 збора? Толку пати ги спеав, затоа што јас мислам дека виде некој си потенцијал, дека можам да го направам тоа и поради тоа и ме тераш. И на крај успеав стварно тоа да го. Дарко дава шанса на сите. Дарко е неверојатен слухиста и кој ќе ти каже нешто и ти дава стварно онака сила дека стварно можеш и ти си мислиш можам и го пееш и стварно го пееш. Да, факт, дефинитивно. Јас се сеќавам, јас сум по професија виолиниста, само што никогаш виолината у принцип не ја свирам, не ја вежбам. И обично знае Дарко да ме викне да му отсвирам виолина и баш е таков, онака знае да извади од тебе тоа што ни самиот знаеш дека не можеш да го направиш, он ќе го направи. Извини? На виолина ме подсети, ја знаеш песната на Ламбе Љубовта ми треба? Како идеше, кажи ми? Љубовта ми треба, да ме, љубовта ми треба и очи искрени, љубовта ми треба да ја дарува. Не знам ја ова песна, знаете ви? Сите ги знам ова. Да, и има, па ја И таму пееше, пееше? не знам на кој фестивал, и српски име. Мени љубов треба, да ме, да. Јас пеам на таа пратечи и има виолини. И после се исклучени виолините и наместо виолини се гласот мој. Ама таму има многу повеќе. И терца, и со него заедно, и фалсети, многу. Не знам дури како се вика. Добро, да не забегаме многу Да. со муаветот. Како? Ти со Зоран Алексич се познаваш? Си била некојаш во студио, си пеела? Да. И? Па, мојот однос е така со продуцент, според моја би требало да биде најпријателски. Секако? Да, мислам дека продуцентот треба да пред се треба да ја знае цела твоја
животно приказна, да те знае од душата и да знае па за како Го излича на доброто тема. да Мотивационо треба да пристапи продуцентот. Јас мислам и сите тоа се добро да го. тоа е друго, тоа секако за да ти даде мотивација треба да се Да не бидеш на доброто. да. Не, прави се зошто? Па најверојатно за да одреди точно која песна или каков стил на песна ти одговара тебе. Дали сакаш балада, дали сакаш брза, дали би балада уствари брза со тажен текст или мислам секакви комбинации. Согласност треба пред се да слушаш. Мислам, иако јас имам некој познавање со музиката, ќе би го избришала сето тоа од мојата меморија за да почнам одново и да слушам повеќе он што би ме советувал мене. Друго што би било да не знам, не ми... Вака, кажа да го знае цел твој живот и слично, така? Да. Значи да ја познаат твојата душа. Да. Зошто? За да ти направи песна според твојот сензибилитет, според твојата душа, според тоа што ти се случува во моментот, според тоа што го чувствуваш во моментот. Ако тогаш се погоди правата песна, која што ти, таа песна, без разлика дали е добра или лоша, ако таа песна има чувства, тогаш таа песна ќе дише. Тоа исто како бебе кога се раѓа, или го дираат по за да заплаче, за да така. Исто и ова. Тоа е тоа што му фали. Емоцијата е тој елемент кој што само тогаш ќе почнат луѓето да те слушаат и да го чујат текстот што го пееш. Ако си ладна како камен, можеш да имаш најдобар текст на свет. Ако немаш емоција, тогаш луѓето нема да те едноставно ќе те гледаат вака и како што таму неконтролирано некои тонови пееш високи. Дали самата се фаќаш себе си кога дојдеш до моменти на високи тонови, зборам за некој рефрен, како што имавме случаи на некој гали, каде што самата од себе си викаш, чекај, ова не е добра. Имало такви моменти? Да, многу такви моменти. Како би ги решила тие? Па, често пати знам да се снајдам така на фалсет да пренесам или Како што зборевме во студио пред некој ден. Да. Ама... И не ме послуша. А знаеш зашто не ме послуша? Ми се дешава да... Не си ти крива. Беше прегласно све. И ти сакаше да бидеш над матрицата и затоа се дереше, затоа викаше. Да. Добро, извините, прекина. Не. Ми се случува кога ќе испаднам на сцена, кога треба да пеам, и дали од премногу енергија Возбуда? Да, возбуда. И гледам да не сгрешам, ама кога ќе дадат тие високи тонови, знам дека ќе ги сгрешам, или ми е страв многу да не викнам, па да не се слушне премногу, или па да не ми пукне гласот, да ми се случи нешто, и кога мислам премногу и тоа се случува. А кога сум сигурна дека знам и текст, дека знам како оди мелодијата, знам се што е поврзано околу песната и која емоција треба да ја дадам и како треба да се представам, тогаш кога сум сигурна во песната, тогаш ќе испејам и дали ќе импровизирам, дали пеам на фалсет, ако треба цела песна ќе испеам на фалсет, ќе бидам точна. Сакав да кажам за која песна ја пеев, не ми текнува. Каде? Да, за Wonderful World. Фалсетот кога го пеев, се сакав на полн глас да го испеам тоа. И со професорката Анета тука го вежбавме тоа и ја бев пошто знам дека можам песната да ја донесам на поинаков начин. Сакав да ја испеам со полн глас и они како што ви кажале да се дереш, мада тоа не е дерење за мене.
сакав да испеам песната со пон глас, меѓутоа професорката ми цело време ми зборуваше дека подобро би звучало на фалцет и пробаш да се мениш малку, да не се дереш, да... Валери, после шоуто кај ќе те гледаме? Па, после шоуто јас се надевам дека песната со Зоран Алексис, што ми Вие ќе спремате песна? Да, поздрав. Сакаш да најавиш? Да. Како се вика? Изгубено е се. Добро. Премногу ми значи таа песна. Пред се да... На Игор му пеев, Игорото дека беше тука. Ама Игор. Да го поздравим Игор, мене ми фалат сите Да, во поздрав, искрено. И Игор, и Мија, и сите. Да, сите фалат. Поздрав да сите. Извини. Сакам да ја... да испадне таа песна. Да искочи? Да. После тоа па... Каде искочи смо? Имам многу песни напишани, мои, да, текстови. И сакам барем едно од тие ако успеам да... Акустик сакам само да биде. Сакам да ја пренесам на... На публиката? Да, на публиката. Пошто тие песниците ми се напишани од мое лично искуство. Окей. Да. И не знам зашто ма голема желба ми е на Макфест да учествувам. Сакаш да пееш на Макфест? Да. Исто и ти, Марија? Се надевам дека кога излезам прво нешто што ќе направам ќе биде песна за Макфест. Ако Ја и Марија стигнам да сакаме спирам за напред. Да, па преска правевме мувет со Марија баш. Тоа 2 години. Ако може, планирам сакам да се да... певам и све нешто ми испаѓа. Да. Што ти испаѓа? Кога е конкурс? Па еве оваа година излезе X Factor, а сакам да се пријави. Добро. Се пријави? Не се пријави. Не се пријави? Не. Пред минатата година не се сеќам што беше, само знам дека имаше пак некоја пречка. И се оваа година се надевам дека ќе стигнем, ќе успеем. Ја и Марија сакаме дует за Макфест. Така, сакате да пеете? Побаравме од Андријана да не направиме за Макфест песна. Океј, сега во моментов да ве прашам некоја песна дует да испеете. Знаете? Може? Ми, Маријана и Росана, Марио и Александр. Ај, пробај. Ај, микрофонот. Ја помочите. Ајде, маце да пееме. To je sam. Помачите. Mu doaga da zaplače i nemu kako mene. Още еднашка. I to je sam, zvezda mi kažu Gomboli se, što rekao me, mu doaga da poludi i nemu kako mene. Da zastane sred ulica i do nebo da vigne. Ај, заедно. Priznavam, ne možem Bez tebe, ne možem bez tebe. Po dobro ubi me, no ne ostavaj me. Priznavam, ne možem bez
А ги пееме Макфистовски песни, слагате? Љубов не за нас, Регина Јелева. Која знае оваа песна? Јас ја. Сам сум во ноќ тивка и сонувам со очи отворени. Го слушам твојот шепот ми. Нели малце високо? Ај, друг кој ќе ја пее песна, брзо. Сам со ноќ тивка. Многу ми е високо. Исто е. Иде. 3. Сам сум во ноќта тивка и сонувам со очи отворени. Го слушам твојот шепот мил. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе оминати, и како не сакаш да кажеш не. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, што ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, што ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Сам сум во ноќта тивка и сонувам со очи отворени. Го слушам твојот шепот мил. Браво. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе оминати, и како не сакаш да кажеш не. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, што ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, што ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Држи. Толку? Држи. За кого ќе дадам се. А уште еднашка. За кого ќе дадам На микрофон. се. А уште еднашка. За кого ќе дадам се. Што значи тоа? Ке треба да напуштиш тие фрагма и да се спремиш. Идем уште еднашка. За кого ќе дадам се. Колико те волим ја, само небо зна. Само небо зна, само небо зна. Колико те желим ја, jer само небо зна. Нек ме оставе сам на миру сви. Полудечу, учинit ću sve da ne odeš ti. Добро, ајде да оценим тоа. Вибрато катастрофа, сега не го ставаш кај што не треба. За две. Па е на двете.
Пази што збори. Само, не знам зашто, дали имаш толку моќен глас, Се дерам. не, дали имаш толку моќен глас или не можеш да го контролираш гласот. Сега едно од тоа е. Пошто кога пееш, ти брат пееш гласно. Имаш најверојатно гласен глас. Пошто да било да нешто друго, сега ќе си го решил тој проблем. Најверојатно, ја мислам, има луѓе, а ја Динамика, мора да ти кажам, Чичко, што пее, значи има многу убава, ама и он не знае, значи да пее на друг начин. Он пее. А што ти смета? Што ти смета кај негово вокалот? Па, Дерењето. малце е гласно, како што кажав, малце поише. И некои букви некако многу ги... Ги јаде? Да. Озбилно? И чекај, сега збориме. Ч... С... и она... го Че да изведеш као буква е Чудно. многу чудно. Тога да пееш удно, а нема че. Не да ја изедеш така. Него? Чудно ја изговара, да. Чудно изговара. Да. Че. Понекако многу е изразена буквата. Аха, премногу изразува Да. че. Како српско че. Да, и имаш на некои моменти, ако треба да биде зна, ти завршуваш на зна. Онда. Да, на ма. Да, тоа го знам. Да, Кратко ми тоа татко ми, што не е ни музичко образован, тоа цело време ми го збори. Да. Прекини со тоа м на крај на зборовите да ставаш. Да, тоа е. Или ја затвораш устата кога имаш отворен тон. Например, на А, најчесто, да. Право си. Тоа. Океј, Марија? Иначе енергија во Немам глас. друго. Немам што да го. Што исто се согласуваш со Алмир? Да, само искрено, јас мислам дека не се дели, туку дека Не, за да ги патите ја не високи реков дека се тонови. дере. Ја реков гласно пее. Мене тоа не мислам. Тоа у принцип да. Се дека он е културен на микрофон и тоа не смета, Тогаш е окей. тогаш е окей, да. Марио? Мене тоа твое викање, не дерење, ми смета кога пееш без микрофон. На микрофон знаеш да го контролираш и не го познавам. Не се препознал до тој степен. И се ме зачуди кога го пееш осамен, тоа викање не беше истакнато, за разлика од Поблудечу, където беше истакнато. Искам над такава слонце не греje не беше толку истакнато, беше во умереността. Не знам на што ти се положи тоа, но мојата поръка да го пробаш да го контролираш. Не звучи тоа лошо, но просто само може би на некој причина. Како беше? Како звучи лошо за уши, како беше? Лошо почна фалшно во првото, просто штетно за уши. Ти не го слушаше Михо, не беше тука. Али отприлика знаеш. Како се дерам? Сега можеш да се испукаш. Ајде, слободно. Да, Стефан Твоите много, 5 Стефан минути. много се дери. За Стефан имаш 10 минути да збориш. Ајде, да кажеш све. Умирам 100 пута дневно, а теби е. Стефан лабаво, онака, ја кажа преска камења да паѓаат. Не да ме коментираш мене карактерно, тука да коментираш за моето пење. Се што сака може А, да да, да, повели. Стефан, значи, ако вака разговараш, тогаш и на галата треба да разговараш. Зашто си на галата само насмејан и се смееш. Аха. Ама ништо- руки таму, тоа се професионалци на кои јас немам Значи, право да сега- ги коментирам. Тоа е или Весна, или Боки, или Лила, или било која од Лила сакаш, комуниција ајде. што може да биде. Не бе, Боки ќе Значи, ти можеш да имаш муда да збориш. Не, Океј, таму ама да сметам биде дека засновано. Немам право да врм на коментар таму. Имаш право на коментар, никој не Дали- рече дека немаш право. Не, таму се пак треба да бидеме културни. Ама треба да дозволиш, треба да дозволиш да ти каже. Михо, продолжи. Да не биде толку во неговиот розов свет, затворен, затоа што не е све така розево. У куќава може да свет розево, али кога ќе излезеш надвор ќе видиш дека не е све така розево, ќе се вратиш. Јас знам дека не е ќе така, се но вратиш тоа. пак во реалноста. И кога ќе излеземе надвор сите, кога ќе се собереме после Како ќе изгледа таа реалност? Ке имам ја право на реплика, така на крај. Да. Повели Михо. Дебата се водне. Твоите 5 минути. Посурува реалноста отколку тоа он што тука секој ден ми го збори. И ќе има време ќе се видиме и после 6 месеци, и после една година, и после 2 и ќе видиме кој што направил, кој до каде стигнал, дали Стефан стигнал таму кај што кажа преска, дали не знам што е.
Следващото. Не, имаш уште време. можам зашо ќе се Марио ти нервирам. број. Воред. Значи вака, сега да објаснам. Значи, вие, само да ви кажам, вие немате реално шоу. Значи, немате. Кога ќе дојдам, тогаш кога нема камери, тогаш има реално шоу. Не, сега ќе Кога вратам. има камери, тогаш не знам што се претварат. Да, гледаш колку дури ништо не ми кажа, тоа преска што ми кажа. Јас сакам. Ајде, збориме ти, па ќе ти кажам. Драга моја Михо. Ја тоа што го Јас сум зборам. Александра. Ова е иронично. Александр. Чекај, Нема на секој што ми да драга. Мовам застани таму на тоа. Така. Микрофонот ми се века, не ми треба. Да седнеш. Ајде, кажа. Не, можеме да стојам. Повели. Не, седнете. Ајде, соло, чувај. Ова јас можам. Кажи си све што ти тежи да ги решиме проблемите. Јас кажам, Кои ги немаме. Јас сум. Не, имаш право не Ali да neka ima komunikacija, така, neka ima некој... Значи вака. Ја тоа што го зборам дека треба да издржиме 100 дена до крај, значи да ги издржиме сите 100 дена, а не да се жалиме дека ни фали ова, дека ни фали она, нека ни фали на сите све ни фали. Но проблемот е бидејќи сме тука и сме тука со некоја цел да работиме нешто што сите сакаме да го работиме. Се надевам дека и ти сакаш да бидеш пејач кога излезеш од ова шоу. И за тоа си тука. Па и за тоа си тука. Значи, треба да издржиш до крај. Тоа без степања. Значи треба, као се викаше на Джими, тој на времето на МТВ што имаше со тепање некој вако што не може. Значи, Добра, продолжи. Ти не мислата. но кај застана? Значи си ја викам дека треба да издржиме сите шест што сме тука, да издржиме до крај, Джери Спрингер, да издржиме до крај на шоуто, 100 дена, зашто сме дојдени со некоја цел и сите сакаме музиката и тука учиме. Од Роки, од Анета, од Андријана, од Бејби, не заборив некој? Од сите? Боки, Лила и кој да е год во жири. Значи, сите учиме од нив све. Ти дома да си, нема да имаш сороки ваква, никад нема да седнеш сороки вака да учи заедно. Никад нема со Анета, со Андријана да имаш 3 пати дневно час, драга моја Михова. Никогаш нема да... Ванела 3 пати часови? Не бидејќи Анета е одсутна, моментално е на пати, ќе дојде ќе имаме 3 пати, петок, сабота, недела. Во ред, да, ќе дојде утре. Значи, со Бејби, што ти Бејби никад нема да начекаш тебе да те учи тоа што не учи. Никад нема да имаш шанса со Бејби да имаш час. Потоа и ред други работи што ги учиме, никад немаше да не беше ти во ова реално шоу, никад немаше да научиш како да реагираш лабаво на секој прашање што ќе ти биде поставено. Ја не реагирам модел, ја до крај на шоу кај да тебе ќе те убијам. Слободно убиме, ти знаеш дека многу те сакаме, знам дека ти ме сакаш, дека никош нема да ме убиеш, но мора да се кажеме вака јавно и века да завршиме, значи ја може да зборам. Не сум завршил се уште. Бидејќи вечера конечно почнав да зборам. Значи до крај на ова шоу имаме убиство. Вечера, конечно си почнал Да, да вистински. Ти Искрено. уста не затвораш. Не, Марио брат, ти устане. Па ја да почнам. Чекај, ти сакаш да кажеш нешто? На секој да му кажам. Окей, ќе дојдеме Не, до тоа. после ќе оставиме Окей. други 20. Ајде да Значи идеме видиме. дебат, но сум контра кон. Ајде нека биде ова реално Валери, ќе шоу. дебатираме. Ова е реално шоу. Кажи све што мислиш. И во приватниот живот треба да биде така. Ја и кажам секој за тоа се лютиона. Добро? Едај Боже, ја никад не се љутам кога Значи, кажам што мислиш. никош ти во животот, ја препорачувам на втора сезона сите кои сака да се бават со музика, да се пријават во ова реално шоу. Бидејќи, никој верувајте дека јас сум претходно имав се некоја квази кариера, како и да е, никош, значи на интервју кога идеш, јас секош идев со страв. Сега дирам ја на интервју, ја ќе видам најлабавото суштество што отишло на интервју. Дали си Бидејќи сигурен? 100% сигурен. Окей, ја утре ќе ти донесам новинарка. Да. Една најдобрите тука. Добро. Кој што она има одличен пристап. Дали ти ќе можеш да играш како што она свири? Се надевам, значи ја мислам дека тоа барем тука тоа и со сите и со Марио со тебе зборев зад на таа тема така. И со Вале. Боки, кога дое со прашање, сите се подстрекнат. Сите се, тоа е мојавето дека сите се штрекнавме, но после толку време свативме дека уствари Уште во тебе одговорот. Ти си точно ќе треба да одговори, ти можеш да кажеш што сакаш и како сакаш. Реално. Добро, Стефан, те поддржувам, може да продолжиш. Значи тоа ти никад немаше да го научиш да се разбереме. Што може да научи? Ова. За интервјуата да како треба да се понаша и како да реагираш на интервју. Нема да научам. Па не дека јас сум те научил, туку да научија Боки, не знам, Марче, Андријана и Вики и ред други работи.
Sad ti, ne mi tegneš, ќе сигурно ќе петека. Океј, ти имаш збор сега. Имаш 1 минута реплика, имав 3, ти имаш 1. Поздрав, значи, Зои, драга моја, си се спасила, не знаеш колку. Зашто? Затоа што, додека беше Зои у шоуво, не ја гневеше секој божји ден, се кара тука лета флашичар, се заебавам, лета флашичар, ама се кара нон-стоп, значи, си замина Зои, он се нафрлаше нешто на Мија, нон-стоп ја чачкаше ваму таму. Извини, ти се нафрлаше на Мија и Марио се нафрлаше на Мија, да се ја разбереме. никаде сме се Може да нафрлаше вратиме на Мија. хайлес, да ви извадам докази дека се си двајца да се нафрлате на Марио со Мија. Мија никад Имам нема и снимки, проблем. Никад имаме и не снимки од таа соба таму коментари. Да. Јас Да, Мија не никаде немој сум такви се нафрлала фаци, и немој да никаде правиш сум такви се фаци. карала и не сум се дерала, дока се ститало. Имаме Си замина Мија, чути бре, си замина Мија, он продолжи да се кара Со мене со Марио, значи си изедоа. Кога си вчера? изедоа секој божи ден. Кога Марио тебе зачута и престана да му враќа на коментарите, он се нафрли на мене. Не, денеска не сум се нафрлил од тебе тука. Цело шоу ти го повторам се ова што ти го зборам и вечерва. Цело шоу Јас ти го сум повторам го дека зборам. мораш да издржиш до крај, дека мораш да издржувам, држиш. бе, ме гледаш што да правам, издржувам. Не, ма ти мене ми се нафрлаш како може ја така се розово да огледам. Па не е Значи јас сакам да, значи А јас ти едно што сакаш, друго Значи што кога ќе е. излеземе од тука знаеме што ќе биде горе доле. Али тука дори си тука прави се розово за да издржиш до крај. Не Ако може да ти се кажеш што прави се прави црно што е тие тебе Не, не, мене и црно, не ама не гледаш ми е ние на розово. бела точка, ќе ти биде лош. Добро, Стефан, извини. како си прео на црно? Пона цело време како ова ми фали, она ми фали, она ми фали. фали. Цело не збори. Па све ми Тоа е фали. црно. Тоа е бело, Стефан. Не. Црно е тоа што ти збориш. Не ми фали мене ништо. Тоа е црно, друже. Па мене ми фали многу, ми фали само многу работи, со но моје лично искуство гледајќи други реални шоуа, со самото ова дека ти си тркатаljка, а не си најголема Леле, тркатаljка у ти седи куќава. на местото на Чекај, Леса. чути. Ти си не си Мора. најголема Да, тркатаljка. у океј, куќава. може да седнеш таму, а да. што јас сум тука нешто вечерва. Ајде. Не, чекај, сакам да, што туку сакав истото тоа да ти го Ќе кажам. бидеш жестоко. Ајде бе, сите против пази Стефан. тебе. Чекај вака, секој има по една минута да му кажа све на Стефан. А јас Може? имам Ја треба 3 некоја да имам се, он имаше 3 на Михова. Роки како е слушате се сите против Чекај, Стефан. чекај, Не, не против Стефан, чекај да видиме, чекај малку. Значи стој Марио, пред да ти почнеш. Немаш пред. Би сакал да прекинеш ти твојата кампања со Михова против мене. Јавно Кампања. да, твојата кампања да не отварам Ја уста додов да бидам од пред јас 2 не дена политичар, не. па да водам кампања. Значи од пред 2 дена ти се смени комплетно со Михова Се заедно. сменив човече 6 дена Во помина однос- на тоа пиша полудеп. Во Знаеш, однос на полудеп мене изличи. ти